Би ти говорил за тишината, ама треба да сакаш да ја видиш. Би ти говорил за светлината, ама треба да сакаш да ја слушнеш. Би ти говорил за вистината, ама треба да сакаш да живееш слободен. Во денешниот подкаст ќе зборуваме заедно со Кристијан Танчевски, младиот актер од Битола, за многу позначени теми кои што ја вклучуваат младината и целата младинска популација од Битола, а тоа е секако успехот, целите, емоцијата и совладувањето на тремата кога е во прашање театарската сцена. Здраво, Кристијан, односно размислувајќи за која тема би зборувале денеска, се сетив на емоцијата, затоа што ми се чини дека си доста емотивна личност и секако ги изнесуваш тие емоции многу добро на сцената, па затоа би сакала да почнеме со емоцијата. Што представува за тебе самата емоција по себе? Здраво, Сара. Јас ќе морам само малце да се вратам на почетокот кај тебе. На цитатот, тоа што го цитираше, тоа не е мој цитат, не се мој зборови, тоа е на еден мој многу драг пријател, па можам да кажам и брат, некако последно. Работиме на некои проекти, мислам тој ги пишува, јас ги снимам. Се вика Кире Пишмановски и тоа е него, чисто сакам само да го спомнам. Ме праша за емоцијата, да, мислам дека емоцијата е вградена во нас, нели, како личност, и то тешко дека можеме да, мислам, ги потиснуваме многу често заради околностите, работата, она што се занимаваме и како и да, ама јас мислам дека тие се еден клучен фактор зашто ние сме живи. И како би мислам, нормално е да имаме емоции, но е битно да имаме искрени емоции и кога треба да ги искажеме тие емоции да бидат искрени. Мислам дека тоа е за мене битна работа, клучна работа, посебно ако се занимава некој со уметност, мада и со што да се занимава. Кристијан, дали контролирањето на емоциите, да те прашам на театарската сцена, пошто имаш искуство во оваа сфера, може да придонесе за поголем успех на сцената или пак го спречува постигнувањето на, односно го спречува постигнувањето на тој процес за реализирање на целта? Па, како што ќе кажам пак, контролирањето на емоции е многу присутно кај нас во овој свет кај што живееме денес. И зависи со каква работа се занимаваш и која ти е целта. Мислам дека уметниците или луѓето што се занимаваат со уметност е греота да си ги потиснуваат или контролираат емоциите, затоа што ние правиме проби цело време за да извадиме некоја вистинска и искрена емоција која би можела да ја прими публиката како таква, како искрена, како вистинска емоција, затоа што ако би била фейк или глуматање, многу често во последно, мислам, и мене тоа ми велат, ти глумеци, глумите вие таму, не знам, се преправате. И мислам дека луѓето имат некако погрешна слика за театарот, за емоциите, не глумиме. Пробваме да сме цело време се повистински и повистински. Реални. Повистински, да. Тоа му треба на публиката, не му треба глуматање и лицемерие. Мислам дека му треба вистинска емоција. На што треба да работи еден актер и како успеваш да ја победиш тремата или стравот кој се јавува во тебе пред настап? Стравот верувам дека и ти пробаш да го победиш, мислам дека сите пробаме стравот да го победиме, тоа не е најголемиот непријател. Ме праша како да се надоградувам во глумата? Да, што е потребно за еден актер, значи да биде успешен на сцената? Па да, непрестано работење на самиот себе и работа со колегите и другарите околу тебе. Мислам дека работата е клучен фактор за не успех, ама да се занимаваш со оваа професија. Да, има талент, не дека нема, мислам, има луѓе што се многу талентирани, ама има луѓе што многу работат. Има луѓе што се и многу талентирани и многу работат. И мислам дека тоа е клучниот фактор за успех во оваа професија.
1% талент, 99% работа Да, и упорност. Би сакала да те прашам дали си најдел на негативни коментари од битолската публика при настап? Најмногу битолската. Општо, значи негативни коментари, како си се соочил со истите и што поминало низ твојата глава кога си ги слушал сите тие озборувања за себе? Да, има за што и да работиш, има коментари дека е тоа добро или лошо. Има и добри, секако, има и лоши, има и многу лоши, има и многу добри. Тоа е дел од работата. Како јас ги примав, порано ги примав малце потешко, сега некако ги примам со... Посебно тие негативните коментари ми дават плюс мотив за работа и за надоградување на самиот себе и секогаш ми отвара поголем спектар на... И тој цело време што пробам пробам, јас уште не можам да кажам дека сум некој уметник или глумец, јас уште пробам да си го најдам патот таму и си ја градам таа лепеза. И секако дека тие коментари имаат голем дел во надоградувањето. Да, дури некогаш се многу побитни, знаеш, многу е побитно, ама ако си искрени. Сега има и коментари што се навредливи, ама ако си искрени коментари, ако некој дојде, јас тоа се молам секогаш да има човек што ќе дојде и што ќе ми кажи лошите работи, например после представа. Да дојде да ми каже ова е вака, ова е така, ама искрено. Ништо не ми значи, добар си, браво, продолжи така и свето. Ама оние добри критички коментари многу ми значат и се многу драгоцени. Се помалку и помалку ги има тие. Оти ако е критика, некогаш се префрла на навреда. Значи така кај нас некако е ќе го навредам лошо колку да си го кажам своето мисли. Кристијан, дали ќе можеш да ни кажеш што во моментот е најпотребно на младината во Битола? Од твоето досегашно искуство како актер и како се останато во животот? Па најпотребно е љубов, верба и работа. И тоа е најпотребно. Се друго си иди со текот на времето, ама мислам дека упорноста и љубовта еден пример што го мислев, што сакам да ти го кажам. Еден пример, кога бев мал и многу сакав да научам точак да возам, татко ми не ми купуваше онакви помошни и јас морав да научам да го возам точакот на две тркала. И паѓав, се кршев, значи колената уште мислам дека имам лузни, ама мене не ме болеше, знаеш. Јас сакав да научам да возам точак. И бев цел крвиосан, ама пробав да научам да возам точакот и сакав. И дури болката не осеќав толку, ако би бил например приморан, ама така не осеќав од тоа што сакав да научам да возам точак. Некоја мала жртва за тоа што сакав да научам да возам точак. И тоа прави се што треба за да го научиш да го правиш тоа така како што треба. Исто така и денес ги добиваш негативните коментари, ама не те волат бидејќи си го сакаш актерството. Да. Што би им препорачал на младите во оваа прилика? Би сакал да им се обратиш на младите, кои што не гледаат? И на младите, пак ќе кажам, и на самиот себе, си го кажувам тоа цело време. Храброст и упорност и љубов. Дека ќе кажам некој збор што ќе му го смени животот, нема, никој не може тоа да ни го каже. Тоа е храброст во било што и да пробуваш да го работиш, упорност, истреност и докрај. Ако не одиш докрај, ич него не почнувај. Така е, ти благодарам, Кристијан, за одвоеното време. Ти посакувам многу успех понатаму, уште многу успешни представи да си имаш и да те гледаме на битолската театарска сцена. А вас ви благодарам за вниманието и се гледаме со нови гости и теми за младите.